Речиси 90% од недвижниот и движен имот на Трансмет е замрзнат, односно обезбеден од страна на специјалното јавно обвинителство. Откако пресудата ќе стане правосилна, нема да има никаква пречка имотот на компанијата да биде конфискуван, велат правниците кои ги консултиравме. Прво обвинителството ќе се обиде да конфискува финансиски средства, а доколку ги нема, ќе го конфискува имотот кој потоа преку аукција ќе ги обезбеди парите кои треба да се вратат во буџетот. 17 милиони евра ќе бидат конфискувани по бруто принцип, односно ќе се врати целата сума од тендерот. Собственикот на Трансмет Сеат Кочан, кој доби 6-годишна затворска казна, не беше достапен за коментар. Тој го исклучил својот телефонски број, а истото го направиле и портпаролката на Трансмет, како и централата на компанијата. Во изминатите години, Трансмет предничеше со најмногу добиени тендери од државните органи. Според ланските анализи на објавените договори преку Бирото за јавни набавки, во рок од 5 години, Трансмет склучила 45 договори со 14 установи, институции или државни предпријатија. Најмногу договори се склучени со град Скопје и општина Ѓорче Петров и Јелем. Трансмет со државните органи склучувала и договори во 4 очи. Такви се 9 договори во вредност од 25 милиони евра. Меѓу нив е и тендерот за санација на обиколницата оштетена од поплавите во 2016-та. Тендер вреден 2 милиона и 600 илјади евра. Само од Електрани на Македонија, Трансмет добила тендери вредни 63 милиони евра, а еден од потешките е оној на Елем за ископ на јаглен и јаловина од рудникот Суводол. Тендерот тежал 19 милиони евра, а бил склучен во 4 очи. СЈО ја истражува и таа постапка. Според податоците на Призма, Трансмет има околу 20 имотни листови. Фирмата има ниви во местото Бела вода, пасишта од речиси 60.000 квадратни метри, земјиште и ниви во Калуѓерица, како и имот на местото Тумба Русалија, каде Трансмет има и земјиште од над 2000 метри квадратни со намена бензински пумпи. Фирмата има и 2 стана. Едниот од над 80 квадратни метри се наоѓа на улицата Метрополит Теодосиј Гологанов, додека другиот, нешто поголем од овој, се наоѓа на добро познатата адреса Димче Мирчев 20 спроти МВР. Трансмет поседува огромен имоти преку изградбата на новиот трговски центар Емпорио во населбата Ѓорче Петров. Тука Трансмет поседува ресторани, кафулиња, супермаркети, деловен простор од 1000 квадратни метри. Овој објект се уште не е готов, а договорот за неговата изградба е прекршен бидејќи требаше да биде завршен во јануари годинава. Трансмет работи на изградбата на патот Кичево-Охрид, откако склучи договор со кинеската компанија Синохидро, која го доби тендерот од државата. Градежните работи кои Трансмет ги извршува како подизведувач се проценува дека се во вредност од 78 милиони евра. На почетокот на годинава, вработените во Трансмет кои претходно протестираа против истрагите на СЈО, штрајкуваа поради неисплатени плати, и тоа пред РЕК Битола. Прашани зошто одлучиле револтот да го изразат во РЕК, а не пред седиштето на фирмата, рекоа дека ова е најболното место за Трансмет, зашто од тука зема пари за склучениот тендер. Со блокадата на имотот на Трансмет, проблем се појави и во телевизијата Нова, чие седиште исто така е во собственост на Трансмет. Телевизијата е под стечај, а вработените си ги бараат неисплатените 8 плати. Во февруари годинава, договорот за ископ на јаглен од РЕК Битола беше раскинат поради неисполнување на неговите одредби. Сега Трансмет мора да ги врати нелегално земените пари, а компанијата во наредните 3 години нема да смее да учествува на тендерски трки.